Име на предметот: еврејска вотивна рака хамса. Период и датација: почеток на 20 век. Потекло: Македонија, пронајдена во Битолската синагога. Материјал и техника: посребрен метал, техника на гравирање и исчукување. Димензии: 17 сантиметри на 9,5 сантиметри. Хамса рака, или кај евреите попозната како раката на Миријам, сестрата на Мојсеј и Арон. Името го добила по арапскиот термин за бројот 5, камсах, што ги означува 5 прсти на раката. Иако како символ е застапена во културата на повеќе народи од Блискиот Исток и Северна Африка, кај еврејскиот народ најчестата функција на раката хамса е заштитата од уроци, зли сили, негативна енергија од другите луѓе. Меѓутоа, со оглед на тоа дека оваа рака потекнува од Битолската синагога, во нашиот случај најверојатно се користела како дел од обредни церемонии. За неа се предпоставува дека е била подарена на синагогата од страна на Рафаел Тодорос Кимчи. Раката е изработена од посребрен метал во вид на кутија, со големина и форма на човечка дланка. Со помош на техника на исчукување и гравирање, таа е богато украсена со цветна декорација на зглобовите и по целата должина на прстите со исклучок на делот каде што се исцртани ноктите. Декорацијата е застапена на двете страни на кутијата подеднакво. На средишниот дел на дланката висат по две украсни синџирчиња, истовремено изгравиран текст на јазикот ладино на сефардите, кои биле дојдени од Шпанија и Португалија во 16 век и живееле и работеле во голем број во Битола во периодот од кога потекнува и оваа вотивна рака, а тоа е почетокот на минатиот век. Декорацијата е изведена на таков начин што таа си го оправдува називот раката на Миријам, односно остава впечаток на една нежна женска дланка.